Министерството има посебно оделение, посебен сектор кој што работи на управување со земјишната политика. Во Министерството секоја година се објавуваат јавни повици и јавни огласи на кои што се става на располагање државното земјоделско земјиште. Согласно податоците кои што ги имаме како Министерство, во некоја година имало многу помалце јавни повици, некоја година биле почести во текот на годината, меѓутоа збирниот број на она што значи објавени јавни повици и јавни огласи во текот на овие последни 10 години, согласно податоците кои што ги имаме од Министерството, се 57 вкупно на број. Практично во еден дел се јавни повици каде што самите земјоделци алоцираат државно земјоделско земјиште на кое што аплицираат со предлог програма, и останатите огласи се каде што Министерството дава на понуда слободно државно земјоделско земјиште каде што аплицираат земјоделците. Овие 57 јавни повици и огласи кои што се спроведени во последните 10 години, склучени се вкупно некаде околу 6900 договори со земјоделци и се однесува за површина од некаде приближно 32.000 хектари на ниво на Македонија. Практично е тоа се она што било практично аплицирано, што ги исполнувале условите, ставено во функција, што не е така мала површина. За подсетување, само во минатата и оваа година на јавните повици кои што ги спроведе Министерството се склучија преку 2100 договори за површина од близу 6000 хектари. Сакам да кажам дека интересот е голем и со ваквата тенденција на распределба на земјоделското земјиште ќе продолжиме во наредниот период. Ова што го кажувам како статистика во последните години, и кога велам интерес, велам оние кои што сакаат да земат земјоделско земјиште да го обработуваат. Меѓутоа, паралелно на овој процес, преку државниот земјоделски инспекторат како надлежна институција во делот на контролата за навремено спроведување на програмата која што има дадено земјоделците, евентуално и други злоупотреби, последниве 11 месеци, како Министерство заедно со инспекторатот, имаме утврдено повеќе неправилности кај корисници на земјоделско земјиште. Тука акцентот го ставам на големи корисници, правни субјекти кои што заради манипулација на правилата и прописите земјоделското земјиште го користеле за давање во подзакуп на трето лице, за користење субвенции од страна на државата. Меѓутоа, овие 11 месеци некаде над 3000 хектари е ослободено земјоделско земјиште од некој кој што претходно го има добиено на некаков договор. Тоа значи дека контролите ќе продолжат и во наредниот период. Нема да има исклучок за никого, затоа што интенцијата и насоката и планот за работа на Министерството, земјоделското земјиште се стави на располагање во функција да се зголеми производството на храна во нашата држава. Не за злоупотреба која што некој во минатото се обидува да го прави. Контролите покажуваат во одреден сегмент дека некој корисник на некој договор на земјоделско земјиште не ја испочитувало врската да плати концесијата према државата. Тоа е основ за раскинување на договорот. Имаме случаи каде што корисници на земјоделско земјиште го давале во подзакуп на трето лице. Тоа исто така е основ за раскинување на концесијата, односно на договорот. Имаме случаи каде што корисници на големи површини, покрај тоа што не го обработувале, користеле средства од државата. Тука веќе се водат и други постапки за поврат на тие средства назад во буџетот. Нормално договорот е раскинат и истото земјиште ќе биде ставено повторно во функција на наредните повици. Во секој случај, покрај казнената политика, паричните казни, секогаш се одзема земјиштето и се враќа во државна сопственост. Веќе таму се работи на дополнување и зајакнување на човечките капацитети со цел да покриеме што е можна повеќе површина. Меѓутоа, јас во и секој од настапите апелирам и до самите земјоделци да бидеме сите инспектори, да ни помогнат во детектирање на таквите злоупотреби, бидејќи Македонија има голема површина земјоделско земјиште. Точно е дека не можеме секаде да постигнеме, меѓутоа покрај тоа што оној кој што ќе биде фатен се казните ригорозни, апелирам и до самите земјоделци, до сите оние кои што ќе детектираат одредена злоупотреба, да алармираат до Министерството, до инспекторатот, за да можеме да покренеме постапка. Јас сум повеќе од убеден дека изминативе месеци покажавме да вистина дека и покрај закани, и покрај притисоци нема да подлегнеме. Законот треба да биде подеднаков за сите.
а вистинските земјоделци, оние кои што сакаат да обработуваат земјоделско земјиште, ќе имаат отворена врата во министерството. Знаете дека бројките за увоз на храна во 22-23 беа многу алармантни. Со преземањето на власта, имајќи ја во предвид таквата ситуација во која што се наоѓа нашата држава во делот на аграрот, поведовме низа на мерки, законски измени, исплата на субвенции, конкретни објави за стимул на земјоделците, за да почнеме да го враќаме она што некогаш сме го имале како квантитет на земјоделско производство, задоволување на домашниот пазар и нормално извоз на земјоделски производи. Јас изминативе десетина дена го комуницирам во јавноста последниот извадок на Државниот завод за статистика, каде што бележиме сериозен раст во делот на откупот и пласманот на земјоделските производи. Првиот квартал 24 со првиот квартал 25 година и истиот квартал имаме раст во делот на извозот на земјоделски производи, што значи дека она што значи навремена исплата на субвенции, излегување во пресрет на земјоделците во за сите оние актуелни проблеми и теми кои што ги имаат, промена на закони за да се дорегулираат процеси, објави за млад земјоделец, објави за земјоделски задруги, сите оние активности кои што ги водиме преку платежната агенција, министерството и владата во целина, пред се морам да кажам, даваат резултати дека веќе почнува да се враќа довербата дека има во државата институција, има влада која што навистина овој сегмент на производство на храна мораме да го вратиме и го враќаме во рамки на тоа што некогаш сме го имале. Она што како прв чекор го правиме е тоа што во секој од повиците кои што ги објавуваме како министерство, независно тоа дали е за распредел на земјоделско земјиште, дали е за повикот за млад земјоделец, дали е повик за механизација, во делот на земјоделските задруги, секаде еден од критериумите кој што носи дополнителни бодови е некаква стимулација за младите луѓе да имаат предност при добивањето на овие бенефиции, овие програми кои што ги нудиме, за на тој начин сакаме да ги стимулираме младите да влезат во процесот, да останат во руралните средини. Со тоа практично долгорочно го решаваме проблемот на старосната граница кој што во моментов го имаме на македонскиот земјоделец. Сакаме да внесеме нова енергија, потребата за храна и дома и во светски рамки е секогаш и во наредниот период ќе биде секој побитна тема која што ќе се комуницира во јавноста, а ние како држава која што ги имаме сите предуслови за земјоделско производство, ни остана уште моментот да ги анимираме или да ги охрабриме младите луѓе да влезат во процесот. Во наредниот период и со носењето на новиот закон за земјоделство и рурален развој, исто така ќе имаме приоритет во делот на млада сила, млади луѓе кои што ќе влезат во земјоделскиот процес.